Кичевија, женска носија. Женската носија во кичевија ја сочинуваат кошула, џупа, грлник, саја, ракавчиња, клашеник, појас, скутник, гуња, чорапи, коса, прцле, решме, убрус, превес, суканици, кревало, шамија и накид. Кошулата е изработена од бело, домашно конопно или памучно платно. Составена е од преден и заден стан, ракави со подраче, по 4 реборника од страните и предник со корилче. Се забележуваат најразлични мотиви и везбени декорации. Везана е на ракавите и долниот околен дел. Џупа е долна облека со кратки ракави или без. Се носела зимно време под кошулата. Грлник, џевре или кепте е правоаголно парче од бело платно, украсено со везанка од црни конци. Служело за покривање на предниот граден дел. Саја е горна облека од бело памучно платно. Украсена е со љувезна чоја и свилено бикме. Ракавчињата се вид на полуракави. Долги се од надлактицата до рамото, а се носеле пришиени за кошулата. Клашеникот е горна, безракавна облека со должина до колената. Изработен бил од бела клашна. Се носеле два вида. Првиот бил украсен со алена чоја, срмен вес, црни гајтани и рески. Се носел препашан со црн плетен појас, кој бил прилично долг за да препаша неколку пати околу половината. Вториот бил невестински, срмен клашеник, украсен со срмен вес и срмени гајтани. Се облекувал над првиот клашеник и се носел слободно пуштен. По денот на венчавањето се носел само на големи празници. Скутникот е составен од две вертикално соединети дипли. Прошаран е со хоризонтални вткаени шари и со ситни мотиви и пилиња. Во невестинската или празничната носија се носеле од двете страни црвени марами кискарки, а врз скутникот бела купечка крпа монистреник. Зимно време, за да биде потопло, се носел скутник и одзади. Гуњата е горна, безракавна подпојасна облека од црна клашна. Невестата го облекувала за прв пат откако ке родела. Се носел на поголеми празници, за на гости, или пак се носел во време на жалост. Чорапите се плетени од волна. Биле богато орнаментирани, а подоцна се плетеле црни чорапи, орнаментирани само во горниот дел со хоризонтални шарки. Косата се чешала на патец и се плетеле вкупно 7 плетенки, по 3 од страните и една одзади централно. На нив се закачувале копци, за да може да се закачи прцлето, кое било изработено од долги, сукани конци. Должината му била до долниот дел на кошулата. На местото каде се прикачувало на копците, се ставала и низа од стари пари. Решме е невестинско покривало за глава од конопно платно. На горниот дел е формирана ќулавка, а на грбниот дел
украсено со мунистра, жапки, жолти пари и црни реси. Должината му е до половината. Убрус е покривало за глава. Се носел врз решмето, прикачен со игла. Тој е правоаголно парче со ширина до 40 см, а должина 1 метар. Бил богато орнаментиран со коприна и срма, а околу него со рески. Поставен на главата, се диплел на ќоше како рог. Превезот е правоаголно парче од аловна богасија за покривање на лицето на невестата. Кога ќе влезела во куќата на момчето, стоела над ношвите и свекрвата ја отпревезувала со помош на сукало и превезот се префрлал врз сокајот. Со истото сукало невестата замесувала. Кревало е правоаголно парче платно, украсено со пари како риби на лушпа. Било украс за челото и образите. На него се ставале суканици. Тие биле украс за чело од тенки, сукани конци од црна волна. Се прекачувале од двете страни на челото, а на средината биле украсени со париче. Постарите жени како покривало носеле црна куповна шамија. Од накид се носел колан со 3 реда пари и пафти на појасот. На градниот дел од невестинскиот клашеник се носел копец од 6 синџирчиња, на 3 од нив наредено пари, 3 без пари, сите поврзани со меджидија.